Судница во Демирчицар, душевна болница за душевни болести, леже второ оделение. Ико што леже таму, првиот пат ме врза со синчири. Ико што ме врза 10 дена, ми клада и на психичке мајчини. Најопасен непријател е лудакот. Него не можеш да го вразумиш. Тој нема страх од смртта и 5 пари не дава за луѓето што не му се блиски. За луѓето што не му се блиски. За луѓето што не му се блиски. Лудиот е ментален профил на лесно растревожлива личност, со омраза кон светот и кон себе, со самоубиствени мисли слично, со лоша клинична слика и способна за расудување. Тој штукнат од умот и нема шанси за оздравување, со нарушен психички интегритет и слаба адаптација. Ова е душевно заболување, а не ментална ретардација. Се швркна со мокра чорапа и кидна од душевна болница, а жртвите на своето лудило ги конзервира во расолница. Се однесо инертно кон светот и со емотивно бледило. Може да ти помогне, а може да те остави на цедило. Разочаран и незадоволен е во врска со животот, ама може да биде мотер ако му го испиете пивото. Тоа е со нарушена ориентација за време и за простор, со зголемен интензитет за извршување на злостор, без размислување, без концел главечки од мостор. Заклучокот е нешто просто и за 6 лут 200%. Ице луда паста ице. Јас сум психолог, јас сум психолог. 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 Јас сум индивидуа емоционално лошо структурирана, гадно заебано копиле личност од минатото комплексирана, будала изнервирана од животот и светот фрустрирана, која сака сите да ве снема, пичка ви мате ретардирана. Леле веднаш пратете го на судско-психијатриска експертиза. Но неговата душевна криза не поднесува психоанализа. Тој не памти добри спомени зашто никогаш не ги имал. Се сеќава само на лошите и совите од никога не прива. Се појава на криминална сцена со насилнички секвенции, со лично занемарување, со самоубиствени тенденции, зашто психичките функции прогресивно